Почитувани, ве поздравувам и посакувам убаво утро и ве поканувам да останете со нас во продолжение да го проследите разговорот кој што денеска ќе го имам со едни прекрасни дами кои што имаат одличен бренд на рачни изработки ташни, но зошто овој бренд Јова е специфичен сам со себе? Многу повеќе на оваа тема ќе ми откријат моите соговорнички Натали Рисовска која што е креативен директор и Оливира Рисовска која што е маркетинг директор. Натали и Оливира, добро утро. Добро утро, фала на поканата. Така, како што кажав, навистина Еве, можеме и пред нас да ги погледнеме овие прекрасни ташни кои што се вашиот дел од вашиот бренд и она кое што ете на почеток би сакала Оливира да ве прашам. Јова денес се препознава како бренд што ја спојува традиционалната рачна изработка со современ моден дизајн кој што Еве можеме сите да го забележиме. Како започнате целата приказна и што беше вашата првична визија? Аз прво благодарам за поканата. Ние сме сестри и од мали сме растени во таков еден креативен дом. Нашата баба не научи всушност да плетеме и да хекламе. Во меѓувреме работевме други работи, се усовршивме во тоа што го работиме со факултетот, но подоцна Натали работеше подолго време во Милано и никако се најдовме со тоа што двете сме креативни, двете имаме слична визија, сакаме да зачуваме традицијата што ја имаме во себе како мали, стекнато, да, и решивме некако да ги споиме нашите креативни идеи и нашата бизнис, нашите вештини, нашето слично бизнис размислување и да направиме нешто што досега не било на овој начин направено во Македонија. Да покажеме прво на нашите луѓе дека традиционалните занајти тоа како вредат, а за потоа да можеме да го прошириме по надвор од Македонија. Одлична идеја. Натали, како изгледа процесот на создавање на една ташна од првата идеја па се до финалниот производ? Колку време е потребно за да се изработи еден модел, што е она што луѓето најчесто не го гледаат за процесот на рачната изработка и хеклањето е техника што традиционално се поврзува со домашна рачна работа, а вие трансформирате во современ и луксус производ. Колку беше предизвик тоа да се постави на едно повисоко, но и модно ниво? Процесот е доста долг, меѓутоа е многу креативен. Најпрво треба да имаш идеја за целата твоја креативност. Конкретно оваа колекција наречена Blossom, името само кажува дека станува збор за цутење. Инспирацијата за цела колекција беше едно раѓање и растење на мене, на сестра ми лично првично, а потоа и тоа го преточивме во дизајните. Така што најпрво треба да имаш добра идеја, а потоа да знаеш како да ја реализираш. Процесот вклучува најпрво тестирање на формите. Јас сум таа што го прави првиот прототип секогаш, ги хеклам дизајните и тука доаѓа до иновацијата во процесот. И потоа следува дефинирање на техничките цртежи, доработката на кожниот дел. Имаме внатри елементи направени од кожа, бенгалска кожа, елементи од Италија, така да доста е сложен цел тој supply chain, меѓутоа ние сме многу внимателни од каде ги набавуваме материјалите, гледаме тие да се високо квалитетни и да доаѓаат од сертифицирана средина. И таа вредност ја докажуваме со имплементирање во нашата нова колекција дигитален пасош. Тоа е една иновација која што е задолжителна, ќе биде задолжителна во Европска унија од 2027 година, односно доколку сакаш да продаваш надвор од границите на Македонија и во Европа, задолжително е да имаш сертификат. Производот е со Да. Во однос на прашањето за како стигнавме до иновација во хеклањето е со искуството кое што го имаме и двете. Конкретно јас 10 години работам и живеев во Милано. Се фокусирав
на техники и на плетење и на машинско, меѓутоа иновацијата доаѓа кога ти го знаеш процесот. Во Македонија имаме стандарди за плетење, имаме многу добра работна сила, меѓутоа и ова воведе еден нов модел на изработка со нови техники имплементирани во старото занечиство хеклањето. И навистина изгледа луксузно, но она кое што јас можам да го забележам е дека овие ташни всушност може да се носат и на многу различни начини. Да, тоа е интересното што сакавме да го направиме. Например, конкретно ташната Фјури, ако може да покажам. Моментално е ставена со кратка рачка, меѓутоа има ланец, може да се носи како кросбоди, може да се носи како pouch, може да се носи ланецот како каиш, така да се мултифункционални. Реса може да се носи во форма на дијамант. Значи, како shoulder bag и мултифункционално на повеќе начини, да. Така да и тоа ни беше идејата, традицијата да направиме на еден современ начин за да одговара на стандардите на една современа жена. Така. Во изработката користите премиум материјали од добавувачи кои соработуваат и со светски луксузни модни куќи. Колку изборот на материјалите влие врз финалниот производ, но и врз вредноста на самата изработка на една ташња. Соработувате и со искусни занаечи, а дел од моделите вклучуваат и автентични охридски бисери. Колку ви е важно преку брендот да се зачуваат и промовираат македонските занаечи и секако тука спаѓаат и техниките и културното наследство? Занаечиството е луксус. Рачната изработка бара многу време, некои дизајни се работат повеќе од 20 сати и вклучени се многу процеси. Нормално секој процес е битен. Изборот на материјали е пресуден за да се добие луксузот, меѓутоа и изработката мора да биде квалитетна за да го добиеме тој луксуз кој што го посакуваме. Многу сме стрекни што потекнуваме од Македонија, иако имаме интернационално искуство, се вративме тука со стратешка цел да го зачуваме занаетот и да го зачуваме и да го промовираме и на светски рамки, не само во Македонија. Жените со кои што работиме имаат и работено за светски брендови од Македонија, меѓутоа како што кажав и претходно, и ова имплементира еден нов процес на работа за кој што сме посебно горди. Особено горди за оваа колекција сме бидејќи направивме соработка со фамилијата Талеви од Охрид. Тие се едни од најстарите производители на охридски бисери во Македонија, каде што спојвме два најстари занаети во Македонија, изработката на охридски бисер и занаечиството како техника. И сме премногу стрикни да Почитувани, како што кажав, занаечиството, сепак и наследството и она кое што е вредно, никогаш не престанува. И драго ми што денеска можевме да ви споделиме дека рачната изработка се уште е важна и сето она кое што го имаме како наследство може да се претвори и да некако се искомбинира и да биде исто така дел од денешното модерно време. Останете понатаму на Камнел 5, продолжуваме со Здраво Македонија.